Добар ден, драги ученици! Пред да започнеме, морам да им се заблагодарам на сите колеги за неуморната работа. Со оглед на ситуацијата во која се наоѓаме и неможноста лесно да дојдеме до одредени материјали и лектирни изданија, морав да се послужам со веќе изготвени материјали, но со повеќе измени. Во овој видеозапис за второ оделение по предметот македонски јазик ќе обработиме лектирата Снежана од браќата Грим. Може да ја погледнете сликата на браќата Грим. Некогаш одамна се живееле двајца браќа, Јакоб и Вилхелм Грим, кои објавиле книга со бајки со која што станале познати. Тие напишале повеќе волшебни приказни како Црвенкапа, Јованче и Марика, Заспаната убавица, Пепелашка, Трнорушка и многу други. Во нивните приказни секогаш доброто го надвладува злото. А сега да се запознаеме со содржината на приказната за Снежана. Многу одамна си живеела една прекрасна принцеза по име Снежана. Покрај тоа што била многу убава, таа имала и многу добро срце и била голем пријател со животните. Во замокот на незиниот татко живеела и незината злобна маќа. Таа имала и едно волшебно огледало, пред кое често застанувала и го прашувала: "Огледалце, огледалце мое, на светов најубав кој е?" А огледалото и одговарало: "Најубава кралице, вие сте кај нас." Така таа секогаш била задоволна. Но Снежана како растела, од ден на ден станувала се поубава. Така, еден ден, кралицата повторно го запрашала огледалото: "Огледалце, огледалце мое, на светов најубав кој е?" А огледалото одговорило: "Најубава кралице, вие сте кај нас, но Снежана 100 пати поубава е од вас." Злобната кралица, маќејата на Снежана, позеленела од завист. Таа била толку љубоморна на незината убавина, што го повикала ловецот и му рекла да ја убие Снежана во блиската шума. Како доказ го барала незиното невино срце. Ловецот не можел да поднесе да ја повреди Снежана, таа била толку добра и невина. Затоа и рекол да бега што побрзо и што подалеку, за лошата кралица никогаш да не може да ја најде. Снежана преплашена трчала низ шумата колку што ја држеле нозете, се додека не стигнала до една колиба. Принцезата тропнала, но никој не ја отворил. Одлучила да влезе во куќата. Колибата била многу несредана. Снежана и незините шумски пријатели толку сериозно се фатиле за работа, што на крај целата куќа светела од чистота. "Кој да живее овде, можеби ќе ми дозволи да останам?" си помислила Снежана. Таа забележала дека во куќата се било многу мало и од се имало по 7 работи. 7 чиничиња, 7 чашки, 7 лажичиња, 7 билјувчиња и 7 столчиња. Кога се качила на горниот спрат, Снежана видела и 7 креветчиња. Си помислила дека мора во куќата да живеат 7 дечиња. Уморна од чистењето, Снежана легнала на креветчињата и заспала. Во меѓувреме, 7 џуџиња се враќале од целодневната напорна работа во рудникот. Одвај чекале да стигнат дома во својата куќичка во шумата. Не можете да го замислите воодушевувањето на џуџињата кога нашле принцеса во нивната колиба. Кога Снежана се разбудила, ја пречекало големо изненадување. Пред себе видела 7 џуџиња со чудни имиња: Сезнајко, Муртенко, Спанко, Срамежливко, Клапчо, Веселко и Здравко. Многу брзо сфатила дека си добила 7 нови пријатели. Откако Снежана им ја раскажала својата приказна на џуџињата, тие многу се сожалиле над неа и ја поканиле да живее со нив. Така ќе можеле да ја штитат од злобната кралица. Снежана се сложила, на што џуџињата многу се израдувале и заедно со Снежана играле и пееле цела ноќ. А во замокот лошата кралица збеснала кога дознала дека Снежана е жива. Во незината книга за црна магија
нашла рецепт за напивка со која се менува ликот на оној што ќе испие. Ја испила и тргнала да ја бара колибата на џуџињата, со намера да ја излаже принцезата. По неколку безуспешни обиди да ја убие Снежана, сепак не се откажала. Откако следниот ден џуџињата тргнале на работа, во колибата дошла кралицата, маскирана во старица која продава јаболка, и понудила едно убаво црвено јаболко на Снежана. Снежана го зела јаболкото и уште на првото гризнување заспала во многу длабок сон. Кралицата ја отрула. Кога џуџињата се вратиле дома и сватиле што се случило, ја нашле кралицата и ја бркале до врвот на една планина. По невремето што ги зафатило, слушнале една силна грмотевица и виделе дека кралицата паднала на земја. Оттогаш кралицата ниту некој ја видел, ниту слушнал за неа. Но Снежана се уште била во длабок сон. Џуџињата по цел ден и цела ноќ дееле над неа, чекајќи да се разбуди. Еден ден се појавил еден принц. Кога ја видел Снежана колку е убава, веднаш побрал да го земе сандакот со себе, за да може постојано да ја гледа. Се наведнал и ја бакнал Снежана. Таа веднаш се разбудила, а со тоа магијата била растурена. Снежана и принцот се вратиле во кралството и среќно се живееле до крајот на својот живот. На радоста и немало крај. Еве овде и крајот на нашата приказна за Снежана. Сега ајде да видиме овде. Некои ликови од други приказни залутале во нашата приказна за Снежана. Ајде да ги разгледаме еден по еден, да ги откриеме и да ги избришеме, затоа што Снежана е исплашена бидејќи не ги познава. Сега првата сликичка ни е сликичката со Пепелашка. Дали Пепелашка ни е познат лик во оваа приказна? Се разбира, Пепелашка не ни е познат лик во оваа приказна и затоа ќе мораме да ја избришеме. На втората сликичка ги имаме ликовите на 7 џуџиња. Тие остануваат во оваа приказна, како и следната сликичка на која што е представен ликот на лошата кралица, маќијата на Снежана. Така, и оваа сликичка останува овде. Сега на четвртата сликичка ни е представен ликот на Спајдермен. Дали Спајдермен е лик од оваа приказна? Така е, Спајдермен не е лик од оваа приказна и затоа ќе мораме и него да го избришеме. На петтата сликичка ни е ликот на Црвенкапа. Дали Црвенкапа е лик од оваа приказна? Така е, Црвенкапа не е лик од оваа приказна и затоа и незе ќе мораме да ја избришеме. Потоа го имаме ликот на Ловџијата кој што останува. Сега следниот лик е ликот на Малата сирена. Дали овој лик припаѓа на оваа приказна? Се разбира, не припаѓа на оваа приказна и затоа ќе мораме да го избришеме. Следните две сликички ни се со Снежана и принцот и тие остануваат овде. Така, значи овде ни останаа само ликовите кои што Снежана ги познава. А сега ајде малку да се потсетиме на содржината од самиот почеток, односно да ја повториме содржината преку прашања. Сега јас морам да напоменам дека вие овде можете да го паузирате видеото за да дадете одговор на поставеното прашање. Ајде да видиме каде започна нашата приказна. Така, нашата приказна започна во еден многу голем замок. Добро, значи овде имаме една задача. Јас сакам да направите замок од коцки на вашите масички дома. Се надевам сите имате коцки, кои пластични, кои дрвени, и можете да ги искористите.
Добро, одиме со следното прашање. Со кого живеела Снежана во замокот? Значи, Снежана во замокот живеела со незината маќа, лошата кралица. Така. Следното прашање. Што му наредила лошата кралица на ловецот? Лошата кралица на ловецот му наредила да ја земе Снежана, да ја одведе во блиската шума и да ја убие. И како доказ да ја го донесе незиното срце. Зошто ловецот ја ослободил Снежана? Значи, ние знаеме дека ловецот ја ослободил Снежана затоа што била многу добра, мила и невина и не заслужувала да умре, па затоа тој го поштедил незиниот живот. Што пронашла Снежана во шумата? Значи, што пронашла Снежана во шумата? Снежана, талкајќи низ шумата, пронашла една мала куќичка. Така. Што направила Снежана откако влегла во куќичката? Снежана, откако влегла во куќичката, исчистила се со помош на незините шумски пријатели. Каде заспала Снежана? Снежана заспала во 7 мали креветчиња кои што се наоѓале на вториот спрат од куќичката. Кој живеел во куќичката во шумата? Како што гледаме на сликата, на оваа илустрација, во куќичката живееле 7 џуџиња. Каде оделе џуџињата секој ден? Џуџињата секој ден оделе на работа во рудникот да копаат злато. Што правеле Снежана и џуџињата секој ден? Тие постојано се веселеле, свиреле, играле и пееле. Кој тропнал на вратата на куќичката? На вратата на куќичката тропнала лошата кралица, преправена како стара бабичка. Што и дала бабичката на Снежана? Таа на Снежана и дала отровно јаболко. Што направила Снежана? Снежана го гризнала јаболкото и веднаш паднала на земја отруена. Како се чувствувале џуџињата и што правеле? Џуџињата биле многу тажни и по цел ден и по цела ноќ бдееле над Снежана, чекајќи таа да се разбуди. Кој ја разбудил Снежана? Снежана ја разбудил принцот со бакнеж, со кој што ја растурил и магијата од лошата кралица. Каде принцот сакал да ја одведе преубавата Снежана? Принцот сакал да ја одведе Снежана во својот замок. Така. Сега можеме да заклучиме дека Снежана и лошата кралица се два сосема спротивни ликови, односно позитивен и негативен лик. Сега да видиме што ќе кажеме за Снежана, а што за кралицата. Снежана е убава, добра, мила, скромна, весела и голем пријател, додека за разлика од незе, кралицата била лоша, пакосна, горделива, завидлива, алчна, полна со омраза. Значи, заклучуваме дека Снежана била позитивен лик, а кралицата негативен лик. Сега, што можеме да заклучиме и која е пораката? Значи, животот не е секогаш лесен и убав, но секој од нас мора да се потруди и да го направи поубав како за себе, така и за другите. Пораката во оваа приказна е дека доброто секогаш победува. Сега следна задача, што сакам да ја извршите дома, е да направите мала сликовница на лектирата Снежана, односно можете да нацртате и да обоите. Ви благодарам на вниманието и довидување.